Продолжуваме со она што и го најавивме како една актуелна и многу важна тема за секое семејство. Зборуваме за насилството во училиштата, кое е се почесто, а и присутно. За многу наставници и родители не е некако и несватливо и се чувствуваат безпомошно како да им се помогне на децата и да се справиме со ваквите ситуации на насилство во училиштата. Заедно во продолжение, колегата Оливер Иванов, кој е ова утро дежурен репортер, е со Smart Up, која минатата година организација започна со проект за создавање побезбедна улична средина. Како изгледаат овие обуки, што се следи и што ново се донесува со нив, дознаваме во продолжение. Оли, добро утро. Пајде да слушнеме за најновите методи за справување со училишното насилство и како може да се подобри безбедноста во секое училиште. Така, добро утро, Иван, повтор пат ово утро. Добро утро сите оние гледачи кои нешто подоцна се вклучија со нашата утринска програма. Сите оние кои што не следат од самиот почеток на нашава емисија, знаат дека првото неговско вклучување ни беше посветено на децата на улица, а второто вклучување ќе ни биде посветено на уште една, би рекол, важна и општествено корисна тема, тоа е безбедноста на децата во училиштата. Именно како што спомена и ти, од минатата година Центарот за социјални иновации Smart Up започна со еден проект наречен Промоција за безбедна училишна средина, проект кој што продолжува и оваа година со низа вебинари кои што имаат за цел да ги едуцираат наставниците, директорите, стручниот тим во училиштата, се со цел да се намали и да се спречи насилството во истите, да се создаде една побезбедна училишна средина. Повеќе детали за самиот проект и за овие два вебинари кои што предстои во текот на овој месец декември. Ово утро ќе ни открие господјата Милина Игњатова, која што е програмски менаџер во лабораторијата за социјални иновации Smart Up. Добро утро и добро нашата утринска. Добро утро и добре дојдовте во Smart Up преку вашата утринска програма и поздрав до сите ваши гледачи. Токму така, како што веќе споменавте, на 3 и на 10 декември во рамки на Smart Up лабораторија за социјални иновации ќе се спроведат вебинари кои што се всушност реално земено во рамките на проектот Промоција на безбедна училишна средина, кој што пак се спроведува од страната на Коалиција на младински организации. Сега во партнерство со МЦГ, првата детска амбасада Мегеши и секако Smart Up лабораторија за социјални иновации, со тоа што е финансиски поддржана од Детската фондација Песталоци. И двата вебинара имаат за цел да дадат поддршка на средните училишта за полесна примена на новите законски одредби, или секако фатени со новиот закон за средно образование, каде што пак за прв пат се гарантира и ученичкото учество. Што значи дека овие вебинари не опфаќаат само она што се однесува за безбедна училишна средина, туку и за правична училишна средина, односно еднаква застапеност и на ученичкото учество. Како предавач и на двата вебинари е Ана Побризова, која што е всушност психолог во средното училиште Орце Николов во Скопје. И работен јазик на вебинарите е македонски, но е обезбедено симултално толкување на албански јазик. Вебинарите ќе се спроведуваат на Zoom и секако доколку имаме над 500 учесници, истиот ќе може и да се следи на YouTube каналите на Smart Up. За колку прецизно се наменети овие вебинари, како тие би принуделе кон промоција на таква безбедна училишна средина? Така. Првиот вебинар кој што ќе се одржи, како што веќе кажав, на 3 декември, тоа е утре, тоа е наменет за директорите од средните училишта, како и за представниците од општините, доколку секако имаат во нивните општини сектори за образование, но доколку немаат, секако имаат назначена личност која што се грижи за образованието. Додека пак вториот вебинар е наменет за наставниците и стручните соработници од средните училишта. Во рамките на проектот Промоција на безбедна училишна средина се вклучени 50 училишта, од кои што 23 се средни. Но секако овие вебинари не се наменети исклучиво само за проектните училишта, значи вебинарите се наменети и за сите оние училишта кои што не се вклучени во проектот, средни секако, но сметаат, односно имаат потреба да добијат информација плюс во однос на
на новите законски одредби за конкретно, посебно за ученичкото учество, а секако и за оно што се однесува за превенција и заштита од сите видови на насилство во рамки на училишната средина. Постојано потенциравте дека овие вебинари се наменети за директори, наставници, стручни соработници кои што доаѓаат од средните училишта, но дали е во план нешто слично вако да се направи за сите оние кои што се вработени во основните училишта? Дали и во основните училишта постои таа потреба за искоренување на насилството? Секако дека постои во рамките на самиот проект всушност е вклучени и 25 основни училишта и овие вебинари веќе се спроведа во рамки на истиот проект лани, со тоа што тоа не значи дека истите не можат повторно да се проследат, односно снимките од сите тие вебинари може да се најдат на Едула порталот за професионален развој, каде што всушност сите оние директори од основните училишта, представниците од општините кои што секако законите за основно и средно образование се разликуваат, но не многу во однос на одредени делови, но секако има разлики каде што треба истите тие да се воочат и да може, например, представниците од општините да знаат на кој начин да всушност да се однесуваат во однос на различните видови на типови училишта, но во случајов исто така и наставниците и стручните соработници имаат можност да ги проследат снимките од тие вебинари кои што се случија минатата година, така што не се заборавени. Секако дека во рамките на самиот проект беа вклучени и едните и другите, но сега во овој случај се работи за вебинари кои што се исклучиво наменети за средните училишта. Иако морам да кажам дека во рамките на проектот сите овие 50 училишта кои што се вклучени, кои што се уште вклучени, нели работеа на различни видови на активности, така што истите се и запознаени и веќе имаат можност нели тие да ги применат сите оние законски одредби кои што се опфатени во законите за основно и за средно образование, но секако ова е една детална информација и информација плюс во однос на новиот закон за средно образование. Споменавте дека и основните и средните училишта биле дел од овој проект промоција на безбедна училишна средина минатата година и ова година. Какви се досега, бидејќи споменавте дека сте биле низ основните училишта, дека сте работеле со тие наставници, психолози, директори од таму, какви се ефектите досега од проектот? Дали навистина е забележано намалување на насилството во училиштата, бидејќи генерално тие вебинари беа поврзани токму со спречување и искоренување на насилството? Секако дека се забележува намалување на насилството, морам да кажам дека тоа е процес, каде што во самиот проект не се вклучени само наставниците и директорите и стручните соработници, вклучени се и преку различни партнерите што претходно ги споменав, кои што сите заеднички делуваме во проектот преку различни активности, вклучени се и родителите, вклучени се и учениците, што значи дека заеднички во суштина се работи на предизвикот, на овој општествен предизвик кој што го имаме. Со воведувањето на ученичкото учество, односно со зголемувањето на ученичкото учество во самите училишта, се дава и собственост на самите ученици да носат одлуки кои што сепак и директно влијаат на самото насилство, односно во однос на спречувањето на насилството и подигање секако на свеста на оно што значат и какви типови на насилство имаат, бидејќи во денешното општество не многу од самите ученици дури го препознаваат, тоа беа нашите иницијални истражувања во рамки на проектот, дека и самите ученици не препознаваа какви се видови на насилство постојат. Додека веќе, бидејќи ние секојдневно го следиме напредокот на сите овие ученици, наставници и стручни соработници кои што се во рамките на тие 50 проектни училишта, секако дека се гледа еден напредок заради тоа што преку многу бројни активности, значи тука се иницијативи од страна на ученичките парламенти, иницијативи од страна на учениците, потоа тука имаме различни дигитални курсеви кои што се достапни за наставниците за да ги изградат своите собствени капацитети. Потоа меѓу другото тука имаме обуки и средби со родители, со стручни соработници, така што како што ве кажав,
сето целиот тој триаголник, училиште, родител и ученик е офатен преку проектот и секако дека дава резултати. И најавивме овие два вебинари кои што предстојат, но еве сега при крајот на разговорот да спомене како би можело сите заинтересирани да се пријават и да бидат дел од истиот и од колку часот ќе бидат овие вебинари утре и следната недела. Значи, сите заинтересирани, секако, кои што се во рамки на овие релевантни групи кои што ги споменав, значи директори, представници од општини, наставници и стручни соработници од средните училишта, може да се пријават на линковите кои што се наоѓаат на веќе објавени на Facebook страницата на Смартап, така што слободно, иако директно се испратени покани до проектните училишта, а секако и до сите останати училишта средни во државата, така што доволно е само да се пријават на линковите. Инаку првиот вебинар, односно вебинарот кој што ќе се одржи утре, започнува во 13 часот, а додека веќе тој вебинар кој што е закажан за 10, тој започнува во 18 часот. Самите вебинари траат час и половина, така што еве сите заинтересирани од овие кои што ги споминавме, мада тоа не ги исклучува и останатите, може слободно да се пријават на линковите и да го проследат оно што има нашата Ана Попризова да каже во однос на превенција и заштита од насилство и ученичко учество во средните училишта. Благодарам многу за овој разговор. Јас се надам дека има многу заинтересирани за овој вебинар, бидејќи така ако се корисни. Така, ви благодарам и многу на поддршката што ни ја давате и се гледаме во некоја друга прилика. Благодарам уште еднаш. Нам, Елена и Иван, нема да не остане ништо друго, освен да повикаме на што поголема масовност на овие вебинари и да се запазите тој важен триаголник помеѓу учениците, родителите и самите наставници се создаде на побезбедна училишна средина. Така е, Оливер. Мене ме поразува кога ке слушнам дека посебно и девојчиња, дека се степале две девојчиња, дека некој тоа го снимал. Мислам дека е нешто што навистина не треба воопшто да постои. Родителите треба да бидат првите, а понатаму и педагозите во училиштата кои што ќе ги санкционираат ваквите работи со вистински санкции, за да не се повторува. Ти благодарам за ова вклучување.